Последни вести денеска, добро вечер. Премиерот Мицкоски очекува голема победа на ВМРО ДПМН на локалните избори со освојување 45 до 50 градоначалници и 350 до 360 илјади гласови на советничките листи. Во вечерашното само интервју на Канал 5, председателот на владата најави дека предвремени избори нема да има, но потврди дека пред Нова година ќе има сериозна владина реконструкција, но и промени во партијата по конгресот кој што ќе се одржи на 6 декември во Кабадарци. Немаме намера да додиме на предвремени парламентарни избори, бидејќи ова влада има полн легитимитет, повеќе од 600.000 гласа, кои ги освоивме пред година и половина. Но рековте логично е ако победиме да одиме на избори, рековте ќе видиме кога би гледале од тесно партиски интереси и кога би гледале до тука, а не пошироко, тогаш да. Тогаш е логично после на таква победа во услови кога нашиот политички противник би имал многу проблеми внатре, би бил грогиран, тогаш е логично да одиме на избори. Таква е логиката. Велат која Сега сама Филипче минатата емисија велеше дека нема шанси во Маровеќе да има 58 пратеника. Не знам дали е тоа. Ама јас не очекувам дека Венко Филипче ќе каже ВМРО ДПМН ќе има 58, 59, 60 или 61. Би имало доколку сега се одржат предвремени избори. Ќе се повлечам неколку дена да размислувам за следните потези, нормално доколку ја добијам довербата од делегатите на Конгресот, јас да продолжам да бидам председател на ВМРО ДПМН. Можете да се кандидирате статутарно. Да. Но генерално тоа што го размислуваме ќе има големи промени и во рамките на структурата на партијата и ќе има одредени промени во владата и во институциите. Откако ќе направам детална анализа, тогаш ќе можам повеќе да зборам, затоа што не е само вие да смените некога. Туку за тој кој што ќе го менувате, треба да најдете соодветна замена. Празни ветувања и манипулации. Не може оние кои се извор на проблемите сега да се представуваат како спасители. Се што ветија градоначалниците на ВМРО ДПМН остана на хартија, кажа вечерва на граѓанска трибина во Бутел лидерот на СДСМ Венко Филипче. Се што ветија се излажа. Ги прашувам јавно. Каде се 100 електрични автобуси? Каде е фабриката за автобуси? Тие ги нејавија откако се разделија со менаџерката на градот. Што ги спречи да ги набават? Мицкоски како премиер покажа историска неодговорност кон државата и кон граѓаните. Ветува повисок животен стандард и квалитет на живот. Дали историски највисоките цени и растечката инфлација за Мицкоски се новата иднина? Дали мизерната минимална плата, за која премиерот не сака да чуе да се зголеми на 500 евра, е таа нова иднина? Кандидатите на СДСМ се професионалци, лица со чест, кои го даваат својот збор пред граѓаните, а не пред партијата. Ние се бориме за локална власт што ќе биде сервис, а не трофеј. Бутел заслужува развој. Кривичен судењето за трагедијата во Кочани го закажа за 19 ноември. Главната расправа за несреќата во дискотеката Пулс ќе се одржи во судницата во казнено-поправната установа Идризово. На обвинителна клупа ќе седнат 37 обвинети. Скопскиот кривичен суд го закажа првото рочиште за судењето за пожарот во дискотеката Пулс во Кочани. Стартува на 19 ноември во судницата во рамки на казнено-поправната установа Идризово. За трагедијата од пред точно 7 месеци во која животот го загубија 63 лица, а над 200 беа повредени. На обвинителна клупа ќе седнат 34 физички и 3 правни лица. Предметот ќе го суди судијката Дијана Груевска-Илиевска, а како втор член на судечкиот совет кој ќе постапува во предметот е определен судијата Ахмет Идризи. Освен судиите кои претходно бараа иземање, дополнително на нивно барање се иземени и судиите Тамара Витларова Смилевска и Лина Смичковска-Илиевска. Поради познанство со делот од оштетените во пожарот, кривичен засега определи уште 6 термини за судењето.
Заради ефикасно и економично постапување, определени се повеќе термини за главна расправа, односно на 25 ноември, 26 ноември, 2 декември, 4 декември, 10 декември и 11 декември. А по отпочнување на расправата ќе се усогласат и дополнителни термини. Поканите до странките се веќе во фаза на достава, велат откривичен. По информацијата дека е закажан датум за почеток на судењето, најблиските на загинатите во пожарот најавија дека ќе стават во мирување секојдневните едночасовни блокади на една од сообраќајниците во градот. Но и понатаму ќе продолжат со маршот за ангелите, што се одржува секоја сабота. Ние, родителите и семејствата на починатите деца, соопштуваме дека со големо внимание ќе го следиме судскиот процес, со единствена цел да се открие вистината и да се обезбеди правдата за младите животи што беа изгубени во трагедијата, што за секогаш го промени нашето општество. Очекуваме фер, транспарентен и непристрасен процес, во кој секој што има одговорност ќе ја понесе. Нашата болка е вечна, но нашата борба е и за сите идни генерации, никогаш повеќе да не се повтори ваква трагедија. Прво обвинети во случајот се тројцата одговорни лица и собственици на фирмите чија подружница е и така наречената дискотека Пулс, а според обвинението вршеле угостителска дејност без да ги имаат законските услови за реконструкција на објектот и негова примена за оваа дејност. Обвинети за трагедијата се и тројца екс-градоначалници на Кочани, директори на Дирекцијата за заштита и спасување, државни службеници, еден генерален секретар и двајца министри за економија, службеници на државниот пазарен инспекторат, како и членови на обезбедувањето на клубот. Сите обвинети се товарат за кривичното дело тешки дела против општата сигурност. Председателката Силјановска очекува помош од Брисел околу излезно креативно решение за деблокада на македонските евроинтеграции. Владата најави засилување на реформите, а фон дер Лајен по посетата на Скопје очекува Македонија да ги исполни договорените обврски. Подготвени сме за разговори со Бугарија по изборите. Ова е пораката што председателката Гордана Силјановска-Давкова на вчерашната средба и упатила на шефицата на Европската комисија Урсула фон дер Лајен. Македонската председателка, како што соопшти од нејзиниот кабинет, нагласила дека очекува поддршка од Унијата за креативно решение кое би ги деблокирало евроинтеграциите на земјава. Конкретна посветеност од фон дер Лајен побарал и премиерот Мицкоски, а председателката на комисијата потоа на социјалните мрежи напиша дека очекува земјава да ги спроведе договорените уставни измени и порача дека топката е во вашиот двор. Пораката на Лајен за дел од политичките аналитичари е јасна, а иницијативата за разговори со Софија позитивен чекор. Добро е што има некаква иницијатива за отварање на тие разговори за некаков пробив во таа смисла, но прашање ќе биде времето и прашање ќе биде дали можностите на нашите решенија и можностите на решенија кои би биле прифатени од бугарска па и од европска страна имаат воопшто пресек. Остра беше доста пораката на фон дер Лајен во смисла на тоа дека треба се завршат уставните измени и тој потек на државниот врв го толкувам во тој правец, но да видиме какви би биле тие креативни решенија. Не можеме да дадеме оценка без да видиме што е тоа што може да биде прифатливо за нашата страна. Арсовски смета дека до крајот на годината политичкиот простор ќе биде исполнет со други теми, а прашањето за деблокада на македонските евроинтеграции да се актуализира идната 2026 година. Мислам дека е реален прозорец да се посветиме на тоа прашање може да биде квартал 1 и квартал 2 од 2026 под услов резултатите на локалните избори да не предизвикаат парламентарна криза и предвремени парламентарни избори. Пораките од Скопје будно се следат и во Софија. По посетата на Македонија на председателот на Словачка Пелегрини пред 2 дена, кога тој оцени блокадата од Бугарија како уцена, бугарското МНР го повика словачкиот амбасадор на состанок. Оттаму соопштија дека на средбата била изразена разочараност што земја партнер во Унијата си дозволила да ја поттикнува, како што наведуваат, контрапродуктивната реторика на македонската влада, која според нив упорно барала виновник за застојот во европските интеграции. Толку во вечерните вести. Пријатно.